Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема која треба да биде повисоката цел на родителската граница. Ако ние сме искрени спрема нас, ќе признаеме, често пати не сме свесни за вистинските граници кои ги поставуваме спрема нашите деца. Повеќето граници се реакции на многу непредвидливи падови на нашиот дух, што значи дека кога ние им ги поставуваме на границите на нашите деца, најчесто тоа се случува врз основа на тоа колку сме ние вознемирени, колку сме уморни, како се чувствуваме и така натаму. Значи, ние најчесто осмислено и свесно не им ги поставуваме границите на нашите деца. Начинот на кој што авторката Шефали им помага на родителите да ја најдат вистинската цел за создавање на вистинските граници за децата е преку поставување на две круцијални прашања. Прво, дали границата која што ја даваш ти служи тебе и служи на повисокото добро на твоето дете, односно на неговата природна состојба, или служи на твоето его? И второ, дали границата може да се преговара или не може да се преговара? Значи, секоја граница која што ја поставуваме пред се мора да служи за оптималниот развој на нашето дете. Не да служи пред се да биде диктирана од нашата удобност или само затоа што ние сме вознемирени. Некои граници го подобруваат животот на нашето дете, додека другите пак служат само за нашето его. Границите кои што го подобруваат животот на нашето дете, тие му овозможуваат на детето да можат да се справат, да се справуваат во животот, да имаат поголема издржливост, да можат да се зајакне нивната самодоверба, нивната сигурност и со тоа тие всушност да можат да се остварат како едни целовити личности во едно општество и да можат да придонесуваат за тоа општество. Кои се тие граници? Авторката Шефали налага дека границите треба секое семејство да ги осмислува за себе во рамките, значи, на даденото семејство, постоечките граници. И меѓутоа таа како долгогодишен семеен терапевт и пред се како родител укажува на 4 најбитни граници кои што треба родителите да ги постават, кои што се најбитни за здрав развој на детето. Прво, граници кои што подразбираат почитување на себе, значи граници кои што овозможуваат грижа на детето за себе, добар сон, хигиена и така натаму. Потоа, почитување на околината, подразбираат граници кои што доведуваат до тоа детето да да возможи околу себе уредна соба, уреден дом, уредна околина. Трето, почитување на нечиј ум, подразбира граници во кои што детето ќе се здобие со добро образование без разлика дали е формално или неформално. И четвртиот вид на граници кои што се подразбираат на семејството и на заедницата, значи по образување што подразбираат да се возможи нормално, здраво поврзување на членовите во рамките на семејството, како и надвор од семејството и да можат понатаму да придонесуваат како членови, здрави членови во општествената заедница. Во овие 4 области авторката Шефали им вели на родителите да поставуваат едни граници на јасност, граници на доследност, граници на смиреност и граници на сочувство. И им вели на родителите бидете секогаш прилагодени на повисоката цел на овие граници и цврсто фокусирајте се на нив. Останете цело време фокусирани затоа што кога ќе дојдат моментите децата да ни се спротивставуваат, да ни прекосат, да не тестираат, основната работа и главната работа е секогаш да останеме доследни на повисоката цел на границите за нашите деца и цврсто да се држиме до таа повисока цел, затоа што во таквиот момент не се работи за каприците, без разлика дали тие доаѓаат од наша страна или доаѓаат од страна на детето, туку најбитно е она што му служи на доброто, значи за повисокото добро на вашето дете. Значи без да викаме, само да се придржуваме кон тоа нешто и да ја пренесуваме цело време таа намера.
Родителите ја прашувале вторката шефали што кога нашето дете не сака да оди на училиште, што да правиме тогаш, какви граници да му поставиме. И таа и ги советувала, му рекла, прво што треба да ви биде јасно е да знаете самите да откријате од каде доаѓа нивното одбивање. Која е причината? Дали доаѓа од нивниот инат, од нивниот пркос или доаѓа од некоја подлабока психолошка потреба? Ако е второто во прашање, тогаш брзото решение не може да донесе никакви резултати, меѓутоа доколку е второто во прашање, пркосот или наетот, тогаш треба да бидеме свесни дека тој аспект допринесува за еден здрав развој на нашите деца, затоа што образованието е аспект, значи област во која што подразбира една многу битна задача за правилен раст и развој на нашето дете. И додека се држиме до овој аспект, значи можеби ќе треба ние и да направиме некои флексибилности, значи да ги прилагодуваме, да се прилагодуваме себе си кон тоа нашето дете да може да му помогнеме, да може да ја ова голема животна задача да ја оствари, односно со многу помал стрес да може да ја олеснеме транзицијата на детето од неговото детство во школските денови. Така да може да се случи 1 месец претходно пред да оди детето на училиште, да ние го подготвиме на некој начин нашето дете пред време, да му помогнеме во развој на комуникацијски вештини, со наставници, со врсничиња, со цела оваа транзиција, значи да му биде полесна. Меѓутоа, без разлика, штом сме одлучили ние како родители дека одбивањето на ова правило од страна на нашето дете доаѓа од неговото ненапуштање на удобство, самите деца ќе видат дека ќе разберат дека треба да ги следат нашите правила и постепено, значи, тие ќе почнат да го следат нашето водство, можеби во почетокот ќе бидат исплашени, ќе бидат вознемирени, меѓутоа сепак тие ќе најдат во себе повисока сила која што ќе им овозможат да ги остварат овие граници кои што им ги поставуваме. Понекогаш и нашиот собствен страв како родители ја нарушува нашата способност да можеме да поставуваме јасни доследни граници за нашите деца. Например, кога нашето дете уште од мали нозе, тоа не сака да се капе, значи времето кога доаѓа за капење секогаш е време кога се спротивставува и доколку нас не е јасно колку ова правило, значи оваа граница служи за подобрување на животот на нашето дете, значи ние треба цврсто да се држиме до неа. Што значи тоа? Да дозволиме на нашето дете да се навикне и малку, значи, на самиот процес на капење. Затоа што за да може детето на крајот и самото да увиди дека капењето е добро за него, дека ја представува еден свет чин, како грижа за себе. И најдобро тоа ќе може да го види доколку и ние како родители тоа му го кажеме. Значи, ова правило го отелотвориме во нашиот собствен живот. Како сега тоа да го направиме? Што значи тоа? Па тоа значи дека ние како родители ќе треба да превземеме во однос на тоа неколку креативни идеи. Например, кога доаѓа време за капење, да му помогнеме на детето да го внесеме во водата, дали со песна, дали со приказна, можеме да му ја криеме радоста на детето од правењето на различни меурчиња од сапуницата во водата, или пак на крајот на краиштата ќе си го земеме детето во раце, со нас заедно, ќе се тушираме и детето ќе гледа, значи, начинот на кој што го правиме тоа, дека уживаме во тој момент и тоа самото, значи, на крајот ќе биде наведено да може да ја интернализира моќта на чистотата, на самољубието. Меѓутоа, кога станува збор за наставни активности, хоби и така натаму, авторката Шефали овде ги изоставува овие нешта од кога се поставуваат граници, затоа што пред се овде, иако тие го подобруваат животот на детето, сепак
тие подлежат повеќе на интересите на детето отколку на интересите, отколку на каприците на родителите. И во овој контекст, во оваа насока, кога ги користиме правилата и кога користиме граници за поставување на децата, треба да имаме во предвид да имаме дискреција во однос на тоа до каде ние како родители можеме да одиме кога ги поставуваме тие граници спрема нашите деца, затоа што баш во таквите моменти ние треба да се запрашаме дали оваа активност која што сакаме да му ја дадеме на нашето дете служи за моите потреби или служи за потребите на моето дете, и на овој начин ние навистина можеме да, ако размислуваме вака, да дојдеме до правилната одлука која што ќе ја донесеме за нашето дете, затоа што ако ние цело време го туркаме нашето дете со некоја активност, некоја хоби која што всушност не е нужен животен императив за него, треба ние да бидеме и спремни и флексибилни за последиците кои што ќе се случат после тоа од таа активност која што сакаме да ја која што сакаме да има детето и која што ќе ја превземе после по својот живот. Например, ако ние сакаме нашето дете да свири некој инструмент, ако цело време гледаме дека тоа ги влечка нозете кога треба да се оди на часови, му се враќаат едноставно нозете, не сака да на некој начин самото покажува дека не пројавува некој интерес за тоа нешто, ние во почетокот барем можеме да понудиме одредена флексибилност во однос на тоа колку часови во неделата да оди на часови за тој инструмент, да му ги намалиме бројот на часовите, колку во почетокот да видиме дали навистина детето сака, пројавува интерес или не, дали е тоа навистина негова желба, затоа што на крајот на краиштата децата кога ги гледаме од аспект како човечки суштества, она што ќе му биде понудена како шанса во своите животни избори, ќе детето, она што навистина го интересира, тоа и навистина ќе го последува во својот живот и навистина ќе може да израсне здраво со него. Понатаму, авторката Шефали се обрнува внимание на вториот момент, кога поставуваме граници, тоа подразбира колку може да се преговара за границите или не може да се преговара за границите. И тука пак таа нагласува дека тоа нешто зависи од самите родители. Тие се тие кои што треба да одлучуваат за ова нешто. Ако четкањето на зъби или пак капењето е правило околу кое што може да се преговара, тогаш родителите не треба да се преправаат дека тоа е правило околу кое што не може да се преговара. Така еден родител дошол кај авторката Шефали и се жалел зашто постојано неговото дете не сакало да се капе, и така кога го прашала, му рекла: добро, дали ти вложи доволно енергија, вложи доволно време за да го убедиш своето дете за важноста од ова правило кое што ти му го поставуваш во тој момент, колку е битно за неговото здравје, колку е битно за да се подобри неговиот живот. И тој одговорил: па јас не знаев дека такво нешто треба да му кажам на моето дете, дека така треба да му го соопштам тоа на моето дете. Не е ни битно, не е чудно што после ние како родители ние се едноставно се прашуваме зошто нашите деца не ги следат начинот на нашето живење, начинот на кој што на постоење, затоа што често пати ние како родители потфрламе свесно да можеме да им ги пренесеме пораките на нашите деца во основ на правилата и границите кои што сакаме да им ги пренесеме. Многу е битно родителите уште од најмали нозе на децата да бидат посветени кон тоа
кои се вистинските цели кои што ги поставуваат за границите на децата, со цел да може да се создаде еден правилен раст и развој кај нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.